периодов е таков да граѓаните на град Прилеп ги интересира ситуацијата со водоснабдувањето каква е, и што не очекува во наредниот период. Традиционално секоја година во овие летни временски периоди се собираме со вас новинарите, транспарентно, одговорно ги следите работите, благодарам до вас. И реално, како што е ситуацијата секоја година, така и оваа година во овој временски период сакаме да објасниме и да му кажеме на граѓаните во каква ситуација е градов и во периодов нормално што следи. Секојдневно јавното комунално претпријатие Водовод и канализација известува за количините кои што доаѓаат во градов, за количините што се трошат во градот, нормално за сите дефици кои што се појавуваат во текот на деновите и со темпото кој што ова јавно комунално претпријатие се справува во овие периоди летни, да ги наречеме, затоа што јавното комунално претпријатие во летниот период активностите му се зголемени преку 100%, но екипирани сме, организирани сме и го следиме трендот што се случува во градот. Сведоци сме сите во овој временски период, малце во споредба со годините, малце овие топлини, ова временска состојба која што се појави во овој период е малце во 6 месец имавме превисоки температури и нормално граѓаните трошат поголеми количини. Некои паралели ќе направам, кои што мислам дека е добро да ги кажам, па нормално сите сте тука, ќе продолжиме понатака после тоа со прашања кои што конкретно вас ве интересираат. Сигурно тие прашања се од сите граѓани од градов Прилеп. Значи, за нормално снабдување на град Прилеп, некој просек е 260 литри, кој што е доволен за градот да функционира, нормално. Се случува во попладневните часови да градот троши 420 литри во една секунда. Тоа е едно голема количина која што не дека не се трошила во претходните години, се троши во месеците 7 и 8 најчесто, во секоја година се трошат тие енормно големи количини. Сите резервари се наполнети, изворот Студенчица во моментов има добра издашност и немаме проблем околу количините на вода од страна на Студенчица. Секоја количина која што ние ќе ја побараме, која што е потребна на овој град, со инженерите која ќе процениме во секој момент, јавното комунално претпријатие Студенчица до овој момент не излегува во пресвет доколку ни требаат одредени количини, а тоа во претходниве 10 дена се случи, на 2 до 3 пати имаме порачано количини кои што се потребни за градов да функционира непрекидно со вода. Во периодов, во последниве 10 дена, се јави една аномалија, да ја наречем, по високите делови во населба Точило, на повисоките спратови, на погорните спратови и по високите мести како населено место Рид, да се намали притисокот или краткотрајно во одредени часови, тоа се случува најчесто помеѓу 18 и 22 часот, некои делови да останаа и по половина час или максимум до 2 часа и без вода. Зошто тоа е така? Ова претходно што го кажав, 420 литри, притисоците ние како јавно комунално претпријатие не можеме да ги ускладиме само за тие неколку часа, за 5 до 6 часа, кога граѓаните трошат енормна количина на вода. Ние како јавно комунално претпријатие секоја година и оваа година пративме едно соопштение, претпоставам дека го сподели и дел од новинарите, беше споделено и некои портали, за рационално, тоа е молба од наша страна, за рационално користење на водата, која што е вода за пиење, а не за миење на коли, за миење на дворови, за полевање на зеленило и така натака. Но за жал граѓаните тој апел наш не го користат, а ние тоа можеме да го посматраме преку воведената скада во ова јавно комунално претпријатие, така да знаеме во секој момент електронски колку вода се троши и во кое населено место. Дали е висока зона како што е поделен градот или е ниска зона. Ние пред неколку дена
Работевме на тој случај заедно со екипата во јавното комунално предпријатие и тој проблем еве веќе 4 дена го немаме, но пренасочивме дел на водата од висока спрема ниска или обратно, но тоа не е практика и не е добро. Но забележавме дека апелот што беше од пред 10 дена не го користеа граѓаните и моравме ние да превземеме такви активности кои што при нормализирање на потрошувачката на вода ние мораме нормално пак да ја вратиме системот на проведување на водата како што се движи во градов во самиот град. Сега во моментов доаѓаат преку Студенчица приближно просечно околу 290 литри во секунда и имаме од слободни извори приближно 20 литри вода која што е доволна во овој момент да градот се снабдува целосно и да немаме никакви прекини. Во наредниот период, секојдневно сме во комуникација со јавното комунално предпријатие Студенчица, моментално изворот е добар, се држи, значи зимскиот период поминавме добро, тоа значи дека во наредниот месец дена не треба да имаме никаква загриженост дека градов би останал без вода и високите делови, нормално и повисоките населени места. Во кратки црти тоа што мислев јас да ви го кажам вас како новинар и да го споделам со граѓаните е ова, повелете со прашање од ваша страна се што мислите или што граѓаните до вас апелирале, повелете, прашајте. Тоа беше проблем со, го објаснив за населба Точила, затоа што јас живеам во таа населба. После многу години се случува да едниот крак троши многу повеќе вода и моравме да пренасочуваме вода. Тоа го направивме пред точно 4 дена, да бидам прецизен, и сега овие 4 дена апсолутно го немаме тој проблем. С него комуникација со сите жители таму и веќе го немаме тој проблем со пренасочувањето на водата. Кажав еднаш, че повторам, тоа не смееме да го правиме, но алармантна ситуацијата беше и овој пат го направивме и ќе вратиме после 2-3 месеци повторно правецот на движење или тоа пренасочување што го кажав народски, ќе го вратиме повторно во нормала. Нормално при такви девијации на водата преместување се појавуваат и повеќе дефеци. Дел од линијата неколку пати имаме кажано стара. Ова јавно комунално предпријатие сега аплицираше со новиот повик за 2025 со 6 проекти и сите се за водоснабдување. Значи ако самата општина Прилеп аплицирала со 14, онив се 6 проекти нови, како што го направивме и го завршивме проектот Карабдалица, една од старите линии, така сите 6 проекти ќе ја променат ситуацијата на делови каде што се овие проекти и ќе биде тоа водоснабдување во тие населени места многу подобро од моменталното. Самите дефеци, нормално при отклонување на дефект се губат одредени количини на вода и тековно во текот на денот имаме од 6 до 10 дефеци кои што интервенираат моментално 5 екипи во јавното комунално предпријатие. 4 екипи интервенираат во периодот од 7 часот до 15 и една екипа приправна да ја наречам, не е дежурна, приправна екипа е таа од 12 до 7 до 19 часот навечер и плюс во сабота и во недела и во викенди таа е приправната екипа. Значи приправната екипа во јавното комунално предпријатие е замислена и функционира по последните 15 години, доколку се појави некој дефект, поголем дефект во попладневните часови. Но во летниот период таа приправна екипа ја користиме за отклонување на овие дефекти кои што се во летниот период зачестени. Сега во моментов се работи на отклонување на тој дефект. Тој дефект од претходната недела беше започнат. Можете да видите работни активности покрај патот или во секој момент сега да појдете да видите што ние превзеивме. Водата излегува некаде приближно, зборувам, на 30 метра пред продавницата или од страната на гимназија и тука отворивме еден ров каде што забележавме дека тука не е дефектот. Потоа појдовме, како да ви кажам, спрема семафорите, движевме, на друго место отворивме и денеска, за жал, ќе сечиме дел од самата главна улица, затоа што некоја вода излегува, приближно зборувам, значи во моментов што ги имам информација во една недела, дека за жал дефектот е на 30 метра од каде што излегува водата, значи подземно излегува на едно место, а дефектот не носи скроз на друга страна. И денес се отклонува тој дефект, моментално екипите се на лице место. Да, целосно вратени се улиците, мислам приближно 10 дена има поминато со последната улица кога е асфалтирана, а пред 3 дена и бекатоно покрај кеот е вратен во правобитна положба и тој проект е целосно, кажав,
Во почетокот, проектите што ги имав од 24 година општината 3, водоводниот е целосно комплетиран и завршен како проект. Пуштен е целосно во функција. Старата линија е целосно исклучена, преголема улога, никакви проблеми, нема никакви дефеци, граѓаните се презадоволни, притисокот нормално привидечи, јас големивме и големината на цревото, одобар притисок, презадоволни граѓани од тоа населено место Кравдалица. Имам две прашања. Повелете. Првото прашање е спомна се за тој дел кога имаше пресконференција, потогаш немало, за водоводот на манастирот Трескавец, Добро. бидејќи имаше проблеми. И второто прашање, кое што го ставувам назад. 11 години мало коњари канализација. До каде е тој проект? Благодарам на двете прашања, конкретно можам да ви одговорам и да се пофалам. Тоа беше договор со општината, наредната недела да ви повикаме, да ви кажеме дека Трескавец повторно пред 2 недели го вративме водоводот во правобитна состојба. Тоа значи сето што беше уредно пријавено во полиција, се што беше украдено, повторно со помош на средства од општината, водовод и едно приватно предпријатие кое што не можам да јавно да го кажам, помогна и повторно резерварите се полни, останува таму сега на манастирот делот што не му е внатрешно среден со проект отец Никодин, така ми кажа дека сега внатрешно ќе се досреди водоводната линија и ќе биде ставен во функција. Значи од наша страна е целосно завршен проектот. И сето тоа што беше оштетено е вратено во правобитна положба и тоа беше, ме преваривте за една недела, тоа беше целта наредната недела да посетиме и да се увериме во нешто што го зборуваме. Значи, од ваша страна се е направено цевководот до објектот. Внатре инсталацијата треба да е направена. Дел од инсталацијата да отец Никодин превземе. Кога ти е тоа? Тоа прашање кога ќе појдеме таму ќе му го поставиме на предпоставените во самиот манастир, тоа не можеме да знаеме. Тие дека не се хране нормално. Второто прашање. Тоа може, чекај ова да го расчистиме. Тоа може дека за колку време целосно ќе профункционира, без разлика тие што Самиот проект што го наследивме, самиот проект што го наследивме пред 3,5 години, од наша страна е завршен и нашата работа е завршена. Од тој дел натака не наследивме проект и нема проект, тоа е лично од манастирот и манастирот си прави проект и е во фаза целосно да си ги реконструира внатрешно водоводните линии. Дел има, дел при некои ископи се оштетени, затоа не сум релевантен да одговорам, ќе мора тоа прашање повторно кажувам таму да го поставиме кога ќе појдеме на лице место во манастирот. Тие таму имаат проект за тоа што е. Предпоставувам, според разговорите би требало и работните активности внатрешно се малце потешки затоа што тоа е заштитено подрачје, да видиме во кој правец размислуваат и да не одговорат на лице место. Вие доценилите манастирот му донесовте, така? Да. Натре тие треба да Има дел, пак не знаете дека имаат проект? Знаеме дека нешто има некакви работни активности што ќе ни одговори. Нашата цел е завршена. Имам две прашања. Да одговорам на второ прашање, имам Обидна сега ситуација. во период од неколку години имам неколку пати одговорено. Раководителите за жал во општината неколку пати беа променети во одделот на урбанизам. Моментално актуелниот раководител што е во самата општина работи, да речем секој раководител кога ќе дојди од моја страна му се доловени 3 ситуации кои што треба да ги упиши да ни се предаде тој проект. Раководителу ми кажа дека во неврзан разговор и на главни состаноци дека до септември сите документи ќе ги обезбеди, бидејќи имал период од кога го добил тоа место, до овој период му треба временски рок за да обезбеди. Значи, ќе кажам и сум кажал дека ние како јавно комунално предпријатие со прошителната станица во Малокоњари не можеме да раководиме, да ги доповрзиме другите приклучоци, се додека не ни биде даен на времено користење и нормално стопанисување на таа прошителна станица. До ден денеска општина ми го нема тој објект, да го наречам, предадено во
владение на јавното комунално предпријатие за да можам јас да работам и да функционирам со самата прочистителна Сте станица. прашале зошто не е направено тоа, сте прашале? Неколку пати со претходните раководители се случува некои проблеми, не со стручно лице да ви кажам, во самите проекти има проблем со Министерството за транспорт и врски, ги решаваат тие проблеми, па се промени раководитело, па сега оново имаме нов раководител кој има Не треба тоа да биде проблем тоа. Тоа е, значи, проблем од урбанизам кој што го решава урбанизам во општина Прилеп. Попатно не можеме ние да одговориме, затоа што ние имаме два мерачи, еден си од Студенчица, еден од јавното комунално предпријатие, значи попатно до моментот на мерачите до влезо во град Прилеп, тоа е ситуација на јавното предпријатие Студенчица. Нас не интересира нормално од мерачот, од количините на вода кои што влегуваат во градот и тие количини ни се параметар колку количина влегува во градот. За попатно дали има дефици и дали ги откранува Студенчица, тоа не можам да одговорам. Сега зборуваме конкретно за град Прилеп. Загубите на вода приближно се просечно во градов 56%, неколку проценти намалени од кога јас менеджирам со ова јавно предпријатие и сите тие да ги делиме во овој процент, да го делиме, можеме да погодиме или приближно да видиме точно. Убаво во самото прашање наведивте, тие се од диви приклучоци, нормално при отклонување на дефеци, вода која што се губи подземно, која што никогаш не можеме ни ние да ја забележиме и тековно се бориме и затоа ги имаме овие проекти за реконструкција на улици каде што тогаш можеме да кажеме дека тоа населено место немаме проблем, дека подземно ни имаме загуби на вода која што за жал не излегува на површина и не можеме да ја видиме. Во овие 3,5 години од кога менеджирам, самото јавно предпријатие си има одделение, контрола, кое што премногу добро, според мене, во овие 3,5 години си ја работи таа работа за отклонување и отстранување на диви приклучоци кои што за жал ги има и се уште ги има во овој град. Значи граѓаните се несовесни, го прават тоа се до моментот кога ќе се открие. На многу места имаме откриено и таа бројка е доста голема во овој период, не можам да ви кажам точно колку е и се соочуваме со тој проблем. Големи количини нормално, кажа во почетокот, се појавуваат од 6 до 10 дефекти кои што ги отклонуваме тековно за да се направи еден дефект. Имам неколку пати објаснато, претходно таа линија треба целосно да се испразни за да се пристапи кон работа или санација на самиот дефект. Значи доколку линијата е со оголем профил, по големи количини на вода се празнат, тоа се оди во загуби во овие 56 приближно проценти кои што ги кажав. Сега да можеме да ги поделиме диви приклучоци, проблеми или дефици кои што не излегуваат на површината или овие кои што го отклонуваме процентуално, тој процент не можеме да го поделиме колку проценти отпаѓа на секој од овие проблеми. 6% загуби. Да. На ниво на Македонија, да ги имате тој податок е преку 62-3% на ниво на Македонија, ние сме во јавните комунални предпријатија кои што имаат помал процент на загуба, за жал има градови и секогаш ние зборуваме за град Прилеп каде што за жал има градови каде што има и 90% загуби. Ние секогаш таа паралела кога ја правиме, секогаш некој знае да каже да гледаме за град Прилеп и затоа не ја правам таа паралела, гледаме за град Прилеп. Овие проекти не се само за градот, се и за две населени места. 6. Значи едното е за населено место Селце. Значи од левата страна, сите сте од овој град, знаеме дека од левата страна има како да го наречам индустријска зона веќе направено, многу и кујчи има направено, таа страна има многу мал профил кој што ќе го промениме за сите тие индустријски објекти да имаат поголем притисок со поголем профил кој што одговара и за тие предпријатија нормално да функционираат. Таа линија ја продолжувам за прв пат после толку години до самиот манастир во населеното место Селце. Прв пат ќе добие манастирот вода од Студенчица, тоа е ниот проект. Значи тоа зборувам за населено место и делот од таа наречена индустријска зона и вториот проект е целосно водоснабдување на манастирот во Лениште. Значи каптажата
се наоѓа над самиот манастир, од самата планина ќе се донеси водата, која што моментално и тој проект го имаме и таа вода ќе помини ни самото село Лениште, сите активни кујчи ќе бидат поврзани, сите викенд кујчи кои што се попатно до самиот излет до Ленишки мост, да го наречем. 6 проекти викате за Да. водоснабдување. Тоа се за годинава? Да. Колку чинат и кога ќе бидат готови? Оваа година подпишувањето, колку што имам информација, општина со Министерството за дел од тие проекти се во Министерство за животна средина распределени, дел во транспорт и врски, ќе биде подпишан колку што имам информација последна од општина во нареднава една недела, 10 дена максимум работни, ќе биде подпишан договорите и потоа се самата општина во координација во кое министерство е проектот ги распишуваат самите тендери. До крај на годинава ќе бидат готови? Сите ќе бидат готови и започнати до крај на годината. При една година јас направив паралела на менаџирањето на претходните директори и менаџирањето во мое време. Тие награди, што ги викате, не се награди, тие се заслужени работни сати, кои што дел од приправната екипа, дел во викенд, дел во празник, кога неколку пати вам кажав дека градот и во 2 часот навечер да има проблем, ние имаме целосна екипи, таа екипа не се состои од еден човек, таа екипа се состои од една група на раководител, сменоводител, мајстор, нормално 2-3 работници, зависно од ефектно. Имаме тука шофери на багери, на мало багерче, на шофер на камион, сето таа целосна екипа треба да се состави. Ние никогаш не викаме дека е недела или дека е празник државен или било каков празник, ние секогаш излегуваме на терен. Тие се тие работни часа и тие се Времени сати. прековремени сати кои што се презаслужени, незаслужени, јас ги користам и во споредба, паралела, ако ме пратите добро, во споредба со претходните години се премногу скратени и намалени. Тоа е во рамките тоа што мора да се работи. Таа приправна екипа, која што, кажа во почетокот, од понеделник до сабота работи по 7 часа, таа работи и плюс тие 7 часа. Секогаш кога ќе види викната. Дали во недела има улици каде што улицата треба да се блокира. И се појавуваат минимум еднаш во текот на месецот каде што мораме тој дефект или тоа поврзување на некоја зграда, куќа или нов објект да го направиме само во недела. Значи тоа не е работен ден ни за приправните, ни за самото јавно комунално предпријатие, правиме распоред тој ден да биде таа цела екипа сега што ја направив во недела на работа и да го направи тоа поврзување, се во интерес на граѓаните, таа улица тој ден да биде блокирана во недела, не во работни денови кога нормално граѓаните има премногу активности. Тоа сето Во ред за тие што излегува на терен, значи за други работни сати и други позиции добивање по партиска линија. Кај за го преформулирате прашањето, значи јавното комунално предпријатие на последната седмица кажав дека го наследи со околу 206 вработени. Во моментов јавното предпријатие има 194 вработени. Значи бројката е намалена за 12 4 години. а не како моите претходници да е зголемена за нови 38. Значи веќе завршуваат овие 4 години, јас ќе кажам дека ова јавно предпријатие со 206 следено моментално 194. И во овој период од неколку месеци сигурно за уште минимум 1 до 2 работници ќе се намали, дали постом на пензионирање или напуштање од работна позиција, значи ќе биде се уште намалено не за 12, очекувам дека со мандатов ќе биде намалено за 14. Тоа е добро за ова јавно предпријатие и сега да се надоврзам на вториот дел од вашето прашање, затоа дел од работниците добиле некои преместувања на работната позиција, веќе работеле на една работна позиција, преминале на друга работна позиција и разликата во самата плата е многу помала отколку да го пренатрупам ова јавно предпријатие со нови работници, а имам дел од работниците кои што имаат помали активности да ги пренасочам на други работни места каде што сум го решил овој проблемот од моја гледна страна премногу добро. Да не вработувам нови, да дел од работниците да ги преместувам. Тоа е тоа што опозицијата во ненаоѓање на други проблеми не знае како да се Значи наредниот период велите нема да вработувате нови. Немаме ни ангажирано во моментов ни еден ангажирано лице преку превремени вработувања, сите 204, 194 си се
околу ова долгове кратко, само со 2-3 реченици, да не должиме многу повеќе, стварно ти измалтетирав мислите. Долговите како ќе го средите тоа? Сте намалиле? Како е ситуацијата? Како финансиски функционира? Финансиски јавното комунално предпријатие со добивање на новите цени кои што ги одреди за наредниве 3 години лично и конкретно регулаторна комисија за енергетика. Од годините знаете дека имаме пракса цената да ја даде регулаторна комисија и да поминува на совет. Оваа година тоа не се случи, регулаторна комисија ни даде цени кои што мораме да ги користиме до 27 година, до 1 јануари 27 година. Со тие цени наплатата си остана иста како што е во последниве 7-8 години, значи околу 95%, но парите не се доволни за ова предпријатие да функционира нормално без дел да се задолжи. Зошто така? Само 3 главни плаќања што мора ова јавно предпријатие, тоа е плата, електрична енергија и вода спрема јавното комунално предпријатие Студенчица. Тој буџет, тие средства што ги собира ги црпи 90 до 95%. Останува само 5% за сите овие активности кои што ова јавно предпријатие ги прави. Да не зборуваме возила 30, горива, значи тука имаме по колективни договори К15 новогодишен надоместо кој што му следува на самите работници, во сите тие средства треба да ги испланира секој менаџер на ова јавно предпријатие. Долговите спрема добавувачите се околу малце повеќе од 30 милиони денари. Со сите добавувачи во овој период добро менаџираме, разговараме. Ваква ситуација не е ова јавно комунално предпријатие, ваква ситуација се 100% од јавните комунални предпријатија. Владата за овој проблем е информирана, после избори обетено од самата влада дека ќе превземи конкретни мерки и овие јавни предпријатија ќе ги излечи од овие долгови кои што ги имаме во овој момент. Значи ќе имаме директна помош после изборите од владата. А кон Студенчица, Борчите? Да, должиме околу 10 милиони денари. Во моментот Тоа се рати неплатени. Тоа значи дека може да влијае во водоснабдувањето? Не може да влијае во водоснабдувањето. Пред неколку месеци или 6 месеци има нов директор на јавното комунално. Од нова година навак имаме нов директор на јавното комунално предпријатие. Со претходните направивме договор, го обновивме со новиот менеџер на јавното комунално предпријатие. Ова е единствено јавно предпријатие кое што никогаш или многу малце имал долг према ова јавно комунално предпријатие. Сите други 6 или не држете ме за збор 7 јавни комунални предпријатија кои што користат вода од јавното комунално предпријатие Студенчица се соочени со тужби, извршители. Само јавното комунално предпријатие Прилеп вакви проблеми нема. Месечно исплаќаме рати кои што се во рамките на тој договор што ги имаме. Имате за остаток, така? Што ги имаме воспоставено како двајца менаџери, апсолутно не треба градот да се плаши во тој дел.